Граѓани по Пладнево повторно протестираат со барање за дислокација на цементарницата Усие, која ја сметаат за еден од изворите за загадениот воздух во Скопје. Протестот го следи Симона Петровска. Симона, што велат луѓето кои по Пладнево дојдоа таму? Така, Марија, порече се еден месец молк на институциите. Граѓаните повторно излегоа на протест поради аерозагадувањето во главниот град. Застана овде пред крстосницата со булеварите Борис Трајковски и Србија, бидејќи на неколку метри од овде се наоѓа цементарница Усија, за која посочуваат или лоцираат дека е еден од причините поради која е загаден воздухот во главниот град. Граѓаните со свирежи, транспаренти и жолти картони порача стоп за Усие, а нивните разочарувања во однос на надлежните и што порача пред камерата на Телма ги гледаме во продолжение. Доаѓаме да ја блокадираме цементарница Усие, која што представува голем загадувач за овој град и буквално ни ги уништува животите. Еве, ако се вратам наназад овие денови, што пробувавме да правиме за да преживееме, да седиме дома затворени и кога ќе излеземе надвор да пробаме еве вака со маски некако да се заштитиме, што кажува дека ние како да живееме во некаква си воена состојба. За да протестираме против Титан Усие, дека не загадува. Имаме најави дека ќе се реши, па сега да видиме. Што ти порачата на надлежните? Да превземат мерки, да побрзаат. Се угушивме, колку години више ова трае. Па би било фино да се запрашаме зашто другите не се тука. Веројатно сите го чувствуваме тоа зашто сме овде. Граѓаните револтирани поради игнорантскиот однос на надлежните порачаат дека доколку во скоро време тие не реагираат, нивните блокади ќе бидат се почести. Да погледнеме дел од изјавите на говорниците. Сите сме свесни дека Усие и индустријата е број еден загадувач во сите градови. Многу се провидни со она што го прават. После секој протест, после секоја најава за протест, викаат, излагаат со некакви пресови, со некакви извештаи, изјави дека они колку не загадуваат и така натаму. Со тоа само уште повеќе докажуваат дека они се тие, пошто знаат, се имаат мувата на капата. Од цементарница Усие денеска со соопштение порача, односно ги демантира обвинувањата, ги негираат обвинувањата дека тие се причинител за загадениот воздух во главниот град. Кажа дека со оглед на тоа дека имаат таа еколошка интегрирана дозвола, дека тие се под постојан 24 часове на мониторинг и дека нивните резултати се објавени јавно. Порача дека односно кажа дека нападите не само што се тенденциозни, тие не се засновани на факти и дека нападите се само нападите само кон една компанија се неразбирливи, а фабриката и покрај тоа и фабриката во моменти кога не работи, градот останува загаден. Марија, во моментов се уште има говори на дел од граѓаните, останува да ги проследиме и да напоменам дека пред еден месец во Советот на градот Скопје Зелен хуман град тогаш поднесе иницијатива за дислокација на Усие. Советниците изгласа, заклучокот го испратија во владата, бидејќи градот Скопје нема надлежност над ова компанија. Првично владата имаше позитивни вибрации од владата за решавање на овој проблем, односно за дислокација на Усие, но подоцна го смени ставот и кажа дека таа не е она која што ќе дислоцира фабрики. Остануваме овде да го проследиме протестот за кој граѓаните и по еден месец алармираат дека воздухот е загаден, а еден од причините поради кои доаѓа до загадениот воздух е токму цементарница Усие, која е на неколку метри од овде.